Кога ме прашавте на Инстаграм кој е моето омилено јадење, не знам дали очекувавте скромен одговор дека тоа е тавче гравче. Едно од моите омилени јадења. Дополнително што порастав на 2-3 рецепти на мојата баба Милка која ме чуваше додека бев мала и беа многу скромно направени. Меѓутоа тие рецепти ми даваат на таква топлина и една таква убаво чувство кога ќе ги направам што денеска одлучив да ви ги покажам. Апсолутно не ви треба никаква вештина за да ги научите и направите, дури можеби ќе ви делуваат дека се чудни, но јас решив да ви ги направам. Инспирацијата е од славското гравче, односно она гравче кое се прави за водици. Селото од каде потекнува татко ми, најчесто прават гравче кое нема ниту масло внатре, нити ништо, го викаат рибан грав и од тоа прават еден додаток кој се вика бабина чорба и се прави со суви пиперки. Денес ќе ви покажам како да направите моја верзија на тавче гравче и една верзија на баба ми на бабина чорба со гравче без масло. Гравчето за да го подготвите секогаш убаво искиснете го. Јас ќе го ставам моето да се искисне бидејќи ви подготвив една од напред. Значи тука имам половина килограм грав. И ставам малку вода во која треба да стои од вечер, така побрзо ќе ви се свари гравот. А потоа зоврите ја првата вода, исфрлете ја, ставете нова и така сварете го гравчето. Ова не е процесот како би направила општот тавче гравче. Кога би направила тавче гравче, би сварила со него заедно морковот и кромидот, меѓутоа бидејќи сакам да ви покажам два рецепти, одлучив да го направам малце поинаку, да го сварам гравчето претходно и потоа да го додадам во се она што ќе го ставам како состојки. Во едно тенџере ставете брилијант сончогледово масло за готвење. На него ќе го пропржиме кромидот и малку морков. Ке засолиме за кромидот да ја испушти водата. И додека кромидот се пропржува, ке ставам 2 чешњиња лук. Ситно изицкани. Јас гравот го сакам со лук. Знам дека многу мина не го ставаат, јас го сакам со многу нане и со многу лук. Додавте го лукот во кромидот да се пропржи. Поднамалете температура за да не ви изгори. И имам 2 моркови, ќе ги сечам на, не знам, полукрукчиња, да не бидат многу големи парчиња, а сепак да ми се појават. Ќе ги пропржам. Кратко ќе пропржам. Ќе додадам црн бибер. Ќе засолам. Уште малку. Ќе ставам една лажица, рамна лажица црвен пипер. Ова е таа наша запршка која ја користиме, можеби
би додале нашите баби и брашна внатре, јас го избегнувам и ствара тешкотија подоцна во варењето на храната, само ќе го пропржам црвениот пипер. И ќе додадам една лажичка сува нане. Му дадам се да испушти вкусови и бидејќи имам сварен граф, ќе додадам една количина заедно со течноста за повторно да се проварат и да се направи убаво тавче гравче. Не би го правела вака, обично го правам се наеднаш, го ставам гравот, го варам с малку со една главица крумит, подоцна го гмечам морковот. Меѓутоа и вака функционира, доколку сакате да направите 2-3 рецепти, 2-3 рецепта. Нането за мириса божествена. Промешам. Ќе додадам малку од течноста, кога се вареше гравот. Ќе го префрлам на другата рингла, за да ми се свари пред да го ставам да се потпече. А јас ќе ви покажам како да направите бабина чорба. Додека нашето тавче гравче се проварува, пред да го префрлиме во земјани тањери и да се испече, ќе ви покажам како се прави мојот умилен рецепт бабина чорба. Не знам зошто, ама сум обседната со овој рецепт, па не знам и дали се нарекува посебно рецепт, бидејќи има само неколку состојки, а главната е масло и вода. Потребно ни е бел граф, инспириран е од оној граф кој се прави за водици и се печат пиперки. Баба ми ги вика низарки. Не знам дали е тоа правиот израз. Јас ја загреав ринглата, ќе се обидам да го имитирам нивниот начин како го прават. Татко ми го прави во парна на дрва, баба ми го прави во ние традиционалните шпурети на дрва, а јас ќе искористам рингла на горење. Ќе ја стоплам ринглата и ќе ги ставам пиперките суви, само да се пропечат, да направат баш онака запечен дел. Ќе го одложам малку додека подготвиме, за да отвориме простор да гледаме како се прави. И додека ми се пропекуваат пиперките, во еден сат ќе ги ставиме другите состојки. Другата состојка ви е само лукче. Насекувате 2 чешњи на лукче, на ситно. Ете, почнаа да мирисаат. Мислам дека успеав да ги направам подпечени. Баш треба да го имате тој подгорен вкус и мирис. Затоа што тоа е единствената состојка што ќе биде во оваа бабина чорба. Уште малку едната. Ајде така. Ќе ги ставиме на страна.
Ке насецкам лукче на ситно. Ќе го ставам во пиперките. Во еден сат ќе загреете вода и ќе ставите масло. Треба да зовријат. Ќе ставите околу половина шолја масло. Секако брилијант. Додека почекате да се зоврие водата, убаво засолете. Сол е единствениот зачин кој ќе оди во оваа бабина чорба. Водата врие со загреаното масло и само попарете ги печените пеперки. Она што фали како состојка е нарибано гравче. Тоа е просто згамечено гравче, бело, без сол, без ништо. Нагмечете го. И додадете го во чорбата. Покрите го со една чинија, малку пеперките да се стоплат од водата и да се вратиме на нашето тавче гравче. Гравчето го сваривме и јас ќе насецкам малку макдонос, бидејќи ми треба нешто зелено. Јас сакам да биде зелено. Децата мои би одбрале да има сланина. Јас овој пат да одлучив да ви покажам вкусно, убаво, наше македонско традиционално гравче. Сигурно вие имате подобар рецепт. Пратете ни го. Да учиме едни од други. Летно време става ми свежа на не, тоа што сакам да има баш убав зелен дел и вкус, посвеж вкус во гравчето. Го сварив, ќе го префрлам во земјани садови. Имам неколку. Така ми е посимпатично. За да не ми изгори тавата и плехот додека печам, ќе ставам малку само вода, која ќе исполни рибната со пареа, таа ќе испари, само ќе ми го заштити плехот да не се извитка и од одворирна околу половина час, односно додека не се соединат сите состојки, го добиете на густо, убаво наше македонско тавче гравче.
Гравчето е готово. Да го извадиме од рерна. Се уште врие. И мојата бабина чорба. Ставете од чорбата, се јаде со лажица, а јас како мала гинјурев со прстите внатре за да ги уловам сите испечени пиперки. И тоа е се за денеска. Едноставните рецепти не враќаат на убави спомени, а нашата кујна изобилува со такви. Јас се надевам дека денеска ве инспирирав да се вратите на нашата македонска убава традиција и да подготвите нешто традиционално. Нашата емисија има многу пријатели. Голема благодарност до нашите помагатели Витаминка, Даути Комерц, Пакет МК и Горење кои овозможија секој ден да бидеме во вашите домови со нови рецепти. А ние се гледаме веќе во следната епизода на Готвиме со Маја. Стари рецепти, нови вкусови, мириси, зачини, трикови и тајни. Во вашето омилено кулинарско шоу секој работен ден во 19:20 часот на ТВ24. Да готвиме со љубов во Готвиме со Маја. Во наредната емисија ќе гледате Бидејќи, како што ви кажав, еднаш путерот бешамел сосот се прави од топло млеко, доколку го ставите ладно, може да ви се случи да се создадат грудки внатре. Го додаваме бешамелот од озгора. Убаво промешајте ги, да се натопат во убавиот сос. И калории. Морам да ви кажам дека овој рецепт е многу калоричен. Че внимавајте кога го конзумирате. Кога одиме во рестораните и порачуваме нели оние со 3 вида, со 4 вида на сирење, во основа се работи за различни ароматизирани сирење и кашкавали, кои ни нудат едно богатство од вкусови и е таква баш тешка паста. Мојата денеска ќе биде од 3 вида на сирење. Потоа не се грижете ако биде густо, потоа со водата во која ќе се варат таљателите ќе го разредиме и ќе направиме убав свиленкаст сос. Имам тука баш убав нарендан пармезан, околу 70 до 100 грама. И имам една коцка плаво сирење, ќе ставам парченца, тие во допир со топлите таљатели ќе се растопи и ќе го ароматизира целиот сос. И ќе додадам од мојот сос од 3 вида сирење. Убаво ќе промешам. Доколку ви фали сос, додадете вода.